Иако Дара Бубамара не спомна имиња, се знае дека Горан Бреговиќ, Маринко Роквиќ и многу други познати срби имаат вонбрачни деца, едни ги призна, други не сакаат да слушнат за нив. Кој друг има вонбрачно дете на српската естрада? Информацијата дека пејачката Милица Тодоровиќ роди дете од врска со оженет маж ја разбранува јавноста, па последниве денови сите зборуваат за скандалот и нејзината забранета врска. Во српските медиуми, освен што се пишува за Милица, нејзините блиски и се споделуваат изјави од сопругата на оженетиот партнер на пејачката, новинарите ја користат секоја прилика да ги прашаат и јавните личности што мислат за неа. Во одбрана на Тодоровиќ застана Дара Бубамара, која пред снимањето на нова епизода од шоуто од Звездите на Гранд застана да одговори на неколку новинарски прашања, а едно од прашањата беше токму за Милица, која пред една недела го доби синот Богдан со оженет маж кој веќе има 2 деца. Дара одговори дека и честитала на колешката за раѓањето на синот, но дека не ја интересираат приказните за партнерот со кого го добила детето. Разговарав со Милица штом се породи и честитав и реков да си жива и здрава и ти и твојот син и ќе видиш што значи да се има син. Таа одговори: ти благодарам љубов и тоа е тоа. Не ме интересира останатото. Не сакам да влегувам во туѓи животи, не ме интересира дали девојката е помлада, типот е постар, кој што прави. За мене е сосема бесмислено да размислувам со кого е Милица, дали е тој женет. Таа е моја драга колешка која многу ја сакам, со која сум се дружела, соработувала. Конечно се освари како мајка и честитав, пресрекна сум за неа. Пејачот Зейн Малик во ново интервју откри какви чувства има кон својата поранешна девојка Џиџи Хадид, пренесува Daily Mail. Во разговор со Алекс Купер за емисијата Call Her Daddy, Малик се осврна на изјавата од 2024 година, кога рече дека не е сигурен дали навистина се влюбил во неа. Моето разбирање за љубовта постојано се развива. Во тој момент можеби мислев дека е љубов, но како што стареев, сватив дека можеби не беше. Можно е тоа да беше само страст. Не чувствувам дека тоа беше љубов, изјави Малик. Тој додаде дека сепак ќе ја цени Хадид бидејќи му родила дете и дека има почит кон неа. Секогаш ќе ја ценам, но не знам дали некогаш бев вистински влюбен во неа, истакнува Малик. Малик и Хадид беа во врска од 2015 до 2021 година, а нивната разделба следеше по вестите дека Малик наводно ја нападнал мајката на Џиџи, Јоланда Хадид, за време на расправија. Пејачот ги негираше обвинувањата, иако доби условна казна од 360 дена поради наводниот инцидент. Малик, кој од 2012 до 2015 година беше во врска и верен со пејачката од Little Mix, Пери Едвардс, изјави дека не сака повторно јавна врска, велејќи дека од претходното искуство научил дека тие не функционираат за него. Не ти стои е името на новата песна на Јован Јованов, негов прв соло сингл по 17 години. Оваа песна доаѓа откако Јован се врати на сцената, прво со ремиксот на култната Магија во соработка со Пајак, а потоа и дуетот Адреналин што го испеа заедно со Елвир Мекич. Не ти стои е комплетно авторско дело на Јован, тој ги напиша музиката, текстот, а стои и зад аранжманот на песната. Среќен сум што после толку години направив песна која се надевам ќе ми се допадне на оние што растеа со моите песни, но и на помладите кои денес се откриваат музиката од тоа време. И сигурен сум дека заедно ќе ја пееме песната на концертот во јуни, вели Јованов. Нашиот пејач веќе некое време е фокусиран на големиот концерт што заедно со Елвир Мекич ќе го одржи во арената Борис Трајковски во Скопје на 6 јуни. Агенцијата за филм и годинава учествува на Европскиот филмски маркет што се одржува од 12 до 18 февруари во рамки на Интернационалниот филмски фестивал во Берлин, Берлинале.
Представувањето ќе биде преку промотивен штанд поставен во музеот Gropius Bau, централната локација на индустријскиот сегмент од фестивалот. Македонската делегација на маркетот ќе ги представи најновите филмски остварувања и актуелни проекти, а се предвидени и бројни средби со можни меѓународни партнери со цел развивање копродукцијски соработки. За таа цел подготвен е промотивен каталог и дополнителен материјал. Особено значено е учеството на македонскиот филм 17 во режија на Косара Митич, кој е селектиран во програмата Перспективи на Берлинале, секција што ги представува најдобрите долгометражни дебитантски филмови. Светската премиера ќе се одржи на 18 февруари во 19 часот во киното Blue Max на Постдамер плац, една од најрепрезентативните фестивалски локации. Филмот ќе има вкупно 5 проекции на различни фестивалски точки во Берлин.